Пописот е само статистичка операција. Велат експертите кога ќе дојде време за пребројување на населението, но не е така и на Балканот. Никој никого да не се грижи дека тука дали сака некој да го изрази себе за бугари. Нема шанси. Кажете, деца, здравејте! Ви сте българчета ли сте? Албанија е земјата каде деновиве, барем за дел од населението. Најважната работа е кој се декларира за македонец, а кој за бугарин. На последниот попис во Албанија, околу 5500 луѓе се декларираа за македонци. Колку ќе ги има на овој попис? И дали дел ќе одлучат да кажат дека се бугари? Мала Преспа, Голо брдо и Гора. Ова се трите региони во Албанија во кои живее население кое се изјаснува за македонци. Во општината Пустец тие се мнозинство, па остваруваат и најголеми права. Например, македонскиот е втор официјален јазик по албанскиот. Но во последните години во овие региони почнаа зачестено да дејствуваат владини и невладини организации од Бугарија. Неколку дена пред стартот на пописот, регионот Голо брдо го посети потпредседателката на Бугарија Илијана Јотова. Ја отвори новата учебна година во бугарското неделно училиште на Друштвото бугарите во Албанија во Елбасан. При тоа ги обвини македонците дека ги асимилирале бугарите. Да, казват ги самите хора там, че през последния месец особено има хора, които им казват: вие сте македонци, вие не сте българи, предстои преброяване, вие трябва да се запишете като такива и така нататък. Со почетокот на пописот започна и кампањата на председателот на Фондацијата Македонија Виктор Стојанов во сиромашните делови во Голо брдо. Ела ти, ела. Чакай. Е, тука да поздравиш България. Кажи как се казваш? Ружди. Българин ли си? Да. А тия деца, българчета ли си? Да. Какво взеха те? Тетрадки? Айде. Чакай. Айде. Идвам сега, идвам. Айде. Кажете, деца, здравейте. Ви сте българчета ли сте? Стојанов на социјалните мрежи се пофали дека посетил одредени региони во Албанија кои се населени со етнички бугари. При посетата, тој им подарил книги со Хан Аспарух и таблети за најмалите. Неколку дена предходно, исто преку социјалните мрежи, Стојанов се закани дека доколку граѓаните од Мала Преспа не се попишат како бугари, ќе им бидат одземени бугарските пасоши. До сите жители на општина Пустец, Албанија, доколку сега на пописот не се попишете како етнички бугари, вашите бугарски државјанства ќе бидат одземени во најкраток можен рок, а доколку сте во процес на вадење документи, тој процес ќе биде прекинат. Веќе имаме еден таков случај. Размислете. Бугарите досега не фигурирале како официјална бројка на албанските пописи, но во 2017-та Тирана призна бугарско малцинство во земјата. Затоа и отидовме до Пустец, за да прашаме дали се под притисок да се изјаснат поинаку од она за што се изјаснувале до вчера. Едно тврдење на Стојанов бргу се испостави дека е вистина. Жителите на Пустец со кои разговаравме потврдуваат дека нивни сограѓани од селото поседуваат бугарски документи, но сите се децидни дека тие се земаат единствено од економски причини, а не бидејќи луѓето се чувствуваат како бугари, како што тврди официјална Софија. Ако е точно дека многумина имаат бугарски пасоши, следното логично прашање е дали жителите на Пустец се плашат од заканите дека може да ги изгубат. Иако јавно не сакаат да говорат, зад камерите велат дека постои одредена доза на страв по изјавите на Стојанов, бидејќи на повеќето млади пасошот им е единствен спас од сиромаштијата и бедата во која живеат. Заедно ако беше Македонија и Албанија во Европска унија, да не беше Бугарија, овој проблем не се родеше. Така. Жално ми е 100 години и не кажа кој сме. Па нема врска со ништо, само за интерес за пасош да живи бугарски, дошол во Европа и тоа. Еден човек од селото, видно револтиран од прашањата за национална припадност, ни порача дека секој што ќе изјави дека е нешто друго, а не македонец, лаже, без разлика што и да кажат финалните бројки на пописот.
Никој никого да не сагрежи дека тука дали сака некој да го изрази себе за бугари. Нема шанси. Единствено да знаете и ова. Ово треба да се изјави јавно и во цела Македонија. Што и да се случи, и ако на крајот излезе дека се изрази македонци, лажно е. Лажно е. Револтиран сум на максимум, лажно е. Додека се движевме по сокаците, од една куќа ни приде повозрасен човек, кој љубопитно не прашуваше што правиме. Кога му објаснивме, ни смеа се подсети на времињата од неговата младост, кога вакви проблеми немало и кога македонското население живеело мирно, без притисоци. Па дури биле признаени како посебен ентитет од еден од најголемите диктатори во 20 век, Енвер Хоџа. Темелко Вангеловски ни донесе и лична карта која датира од пред речиси 44 години. И каде пишува македонци? Ова е наружен Македонец. националност македонец. Кога е издадена личната карта? На 26 август 1980 земена. Вангеловски ни посочи дека залудно ќе се мачиме да најдеме луѓе кои се декларираат како етнички бугари во целиот регион, бидејќи тука никогаш никој не се изјаснил како ништо друго, освен како македонец. Пред да заминеме за состојбата на терен и за тоа како се справува локалното население, но и властите со заканите за одземање на пасошите од страна на Виктор Стојанов, го прашавме и градоначалникот на општината Пустец Пали Колевски. Јас се интересирав за таквите изјави кои беа доставени од личност од човек кој нема никакво влијание, да кажеме, али не е да кажеме официјално лице, да каже од Софија или од било каде дружде. За тој случај ние му имаме предадено на полицијата и на обвинителот за да се следи целата работа, за тој да не инфлуенцира во народот. Значи, ако тој биде во Албанија, дојде и во овој период кога се врши пописот, ќе има проблеми. Колевски уверува дека доколку има проблеми, тие ќе бидат решени институционално. Но според кажувањата жителите на Пустец досега не пријавиле притисоци. Ако вистина имат притисок, дека дојдат барем факт, каков бил факт, ние ќе го однесем проблем дур до крај. Заканите за можно одземање на бугарските документи го вклучија црвеното светло кај некој од македонските здруженија во Албанија. Побараа председателот на фондацијата Виктор Стојанов, кој објави дека добил доживотна забрана за влез во Македонија, да се прогласи за персона нон грата и во Албанија. Во време на актуелен попис, одредени бугарски лица слободно се шетаат по градовите и селата населени со македонско население низ Албанија, со единствена цел да се присилуваат да се изјаснуваат како бугари. За таквата активност на бугарските емисари јавно зборуваат македонците, негодувајќи го говорот на омраза кој тие лица го користат кон македонците. По Пустец се упативме кон центарот на регионот, градот Корча. Корча важи за град на мултикултурализмот, каде во хармонија живеат албанци, грци, македонци, а од пред неколку години и бугари. На само 500 метри од центарот на градот, на улицата 1 мај, има бугарски клуб. Тука пред неколку години беше отворено Друштвото за бугарско-албанско пријателство, чиј председател е господинот Димитар Пандовски, човек кој се представува како етнички бугарин од Корча. Ние разговаравме со него минатата година, кога тој ни кажа дека во неговиот клуб секојдневно доаѓаат луѓе кои се чувствуваат како етнички бугари. Сега, една година подоцна, клубот делува дека е затворен, а господинот Пандовски не се одзва на нашите повици за интервју. Така останавме без одговори од другата страна на повеќе прашања. И без тоа, пописот во Албанија кој започна на 18 септември продолжува. Броењето ќе трае до 30 октомври, а одговорот на прашањето колку македонци, а колку бугари има во Албанија, би требало да се знае до година.